После ова салто, повеќе ништо не беше исто. Ова е победничкото салто од Олимпијадата во Лос Ангелес 1984 година. Победа во финалето и злато за 19 годишниот скопјанец од населбата Чаир. Со своите тогашни 19 години до денес тој е најмладиот борач кој има освоено златен медал на Олимпијадата на сите времиња. После овие податоци, лесно е да се погоди кој ќе биде мојот соговорник во оваа луѓе и места. Единствениот златен медал од Македонија, после 24 години од оној на Благоја Видник како голман на фудбалската репрезентација на Југославија. Шабан Трстена. Поминаа речиси 30 години од овој историски успех на Трстена, а ние за жал не сме ни близко да го повториме во било кој спорт. Го нарекуваа Кобра. Позади себе има 2 децениска успешна спортска приказна. Приказна со 42 меѓународни турнири, од кои 30 злата. Од 741 борба, 715 победи. 1 златен и 1 сребрен олимписки медал. А целата приказна започнува од Скопје, од населбата Чаир. Инсистираше Шабан овој разговор да го снимиме од висина, а во позадина да се гледа неговото Скопје. Бидејќи често патува, сакаше да ги поздрави своите сограѓани и пријатели, токму од висина, каде што и припаѓа. Прво сакам да ги поздравам тука позади овој мој роден град Скопје, пошто од тука јас почнував директно во општина Чаир. И значи дека од овој мало градче за прв пат кога настапав на првенство во борење, пред да идам на Олимписки игри во Лос Анджелес 84 година, знаете дека секој спортист се спрема 4 години се спрема за една Олимпијада. Значи милиони спортисти се спремат, а за да учествува само 15.000 спортисти. Еден од тие 15.000 спортисти и јас сум меѓу тие. Првите настапи почнав на првенство, а најважно првенство ми беше Европско првенство, кога во Јечепинг 84 година станав европски првак. И тоа година тепав еден најголемите светски асови, што е Валентин Јорданов, што бил 7 пати светски првак и 8 пати европски првак. Значи, со тоа победа јас докажав дека јас сум еден меѓу најголеми фаворити во Олимписки игри, што не очекува во Лос Анджелес. Зашто кажувам историска година? Као нека знае млади спортисти, во тоа година јас станав најмлад олимписки шампион со 19 години. И денеска сум рекорд во тоа историјата за најмлад борач, олимписки победник со 19 години. И тоа пред тоа, значи имав една најтешка борба имав со американецот. Првата рунда ми беше американецот Џон Гонзалес, што не е лесно да победише еден американец у средина Америка и меѓу 20.000 публика. Тоа беше една голем радост и за мене и за сите тие што гледале тоа напреварот. После тоа мечот ми беше еден од најголемите фаворити, што е исто така еден меѓу најголемите борачи. Тоа време беше Јуа Такада, што беше 5 пати светски првак и 2 пати олимписки победник. Значи тоа не е лесно вие млади спортисти да тепаш со 19 години со вакви асови. Знаете дека во финале
За жал, тој противникот поради повредата не може да се бореше, али тоа не играше улога за мене, пошто јас докажав и на европејците докажав дека сум шампион во Европа и на Олимпијада докажав дека ги тепав, ги победив најголемите асови што бил фаворити за олимписки злато. Кога ќе го прашате за тоа која е тајната на победата, која е тајната на резултатот, од 741 борба да издвои 715 победи, веднаш ќе ве тушира со одговорот. Тајна тука нема тајна. Секој треба да се знае дека тајна е само тренизи. Ако ја сакаш со воля спортот, ако ја сакаш со срце спортот, знаете дека како што рековме, овој град донесевме многу медали за овој град. Само јас донеса 20 најголеми медали што постојат во планета, донеса сам јас тука за овој град. Значи тајне нема тука, само ако има воля да тренира со јаки тренизи и една голема дисциплина. Исто и до 84-та и 88 беше проблем тежината. Не е лесно сега од 64 килограми да кинеш на 52 кила. Тоа значи 12 кила да кинеш и да се бориш и да ги победиш најголемите асови. Тоа олимписки игри во Сеул, ја имав најтешката група што постои од сите олимписки игри. Замислите сега, зашто кажувам најтешка група? Сите фаворитите што требаше за златна олимписки да го освоиме, беше во мојата група. Што рековме, Валентин Јорданев што е број 1 фаворит, што е 7 пати светски првак и европски, и да не ги бројам ја вторе, трето место, само тој има 30 медали во животот, само на европска и на светска и на олимпијада. Па тука ми беше русинот Дугозов, што е исто еден од меѓу најголемите фаворити. Па иранците, па американците, па ја не знам сега кај да се фачам сега. Кој сила може ове спортисти или овој борец да ги тепаме сега од ова мала градче. Сега првото ред по ред ги победив без проблеми. Значи без една криза, без една проблем, иако што кина 12 кила. Бугарин го тепав со 9:3. Русинот исто така, што беше една јака полафинале, тоа беше полафинале со русинот. За жал, знаете тоа време дека поради повредата, минискус и лигаменти што ми пукнале, али немав никако снага да го освојам тоа, да кажам пак сонот, втор пат сонот на олимписки злато. Иако изгубив ја тоа во финалето со повредата нога, значи јас тоа година и бев прогласен за најдобар борач во светот. Во мој живот имам само две најголеми болки што имам во мој живот. Ми беше 88 и 96. Ја можам да зборувам ден и ноќ, зашто само ја тоа болката го осеќам. Сега идеме на 1996 година, Олимписки игри во Атланта. Тоа неправда од судиите, неправда од тие сите што бил на Олимписки игри околу моите борбите, околу моите полафинални напрева со канадецот Сасури. Една борба беше што одлучува за финале на Олимписки игри 96 година. За жал, тоа борба во мојата акција што требаше, наместо да ми даде мене 3 бода, 3 му даде на канадецот и 2 на мене. И значи тоа беше моментот на тоа акција кој ќе зема бод и тој ќе остана финалист. Ние носевме жалби, за жал не успеевме. Тука беше Олимписки комитет Тупурковски и многи се составот на Олимписки комитет.
За жал не успеевме да добиеме тоа жалбата, поради американците имаше тука сила. Се плашиле да не идам јас на финале, да не го тепам американскиот борач и така ние изгубевме исто ова трета финале на Олимписки игри во Олимпијада. А не е само трудот, посветеноста, напорните тренинзи и љубовта голема. Условите за тренирање на секој спортист му овозможуваат да постигнува големи резултати. Или сепак, се ќе се сведе на ова погоре наведеното. Ако прашувате што услови имавме ние тоа време, дека знае овој народ стварно во тоа времето на Југославија. Македонија баш тотално нема врска со Југославија. Борението беше само овде во Македонија. А условите? Условите сега, да ви кажам, ние од такви големи резултати ние немавме спортска сала. Замислите, немавме ние спортска сала. Идеме во Хотел Сарај. Дали вие сте млади, не знам дали знаете Хотел Сарај, тоа време, тамо бевме на припреми, тамо ми беше втор дом, втор дом ми беше. Замислите сега во една сала, ресторанче, ние трениравме и сега како бевме ние со моите колеги, правивме тренинг, ќе дојде шефот, ќе дојде тоа, вика, извините, мора да се дигне, вика, слонјачата, пошто имаме свадба. Замислите тоа време, луѓе. Сега стварно, има услови сега, ове младите генерација. Имаме 35 спортски сали. Ама ни еден олимпиец. Ама нема ни олимпиецот, немаме ни кандидати, немаме ништо. Разбираш ли? Немаме ни норма. Ние тоа време ние не дискутиравме за норма. Не дискутиравме. Братот на Шабан, исто така борач, е најважниот човек во одлуката тој да биде она што е денес. Уште од првото стапнување на душекот се родила оваа безвременска љубов. Љубов која го вивна во спортските висини. Брат ми беше еден шампион во тоа време во Југославија и многу години беше шампион и еден ден како што бевме во дома, вика, ти мора да дојдеш на тренинг и да пробаш твоите генерација кај се и што може да направиш. И кога отидав јас стварно на тренинг, гледам за прв пат, ја успев да докажам дека тие што тренираат 4-5 години пред мене, успев да равнам со тие. И така за се ова дојде, како да ви кажам сега, волјата да ја сакам боренето и да ја сакам со срце, не само хоби. За све ово сакам лично да му злазна мој име, мој тренерот, што 30 години беше со мене. Најголемите радости, најголемите тешки времења, зашто секој спортист има и тешки времења. Кога, како што рековме, киневме по 12 кила секој такмичење и пак да се бориш со светски асови, пак да освоиш медали, кај мене мотот не ми беше важно да учествуваме на преварот и на Олимписки игри. За мене беше мора важно да учествувам и важно да победам и да освојам нешто. Тоа ми беше мојата цел за сите такмичења на преварите. И тоа што сакам да кажам, овој ми беше 30 години тренерот Хајрус Синани, што ме помогнал на сите овие најтешки, најголемите радости, најголемите тешкови ми беше близко мене. Со Кобра, со спортистот на векот во Македонија, со многу пати спортист на годината на Македонија, на поранешна Југославија, на неговото Скопје, се поздравуваме од вас во оваа луѓе и места. Следна средба за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.